Писмо или глава, црно или бело. На изгор лето и кочан зима. И веројатно оттаму имаат свое специфично доживување за случувањата околу себе. Вчера баш ме сретнува еден стар пријател од Пајко Мало и ми вика: Сашо, дали знаеш дека овој господин Ташњаревиќ маме еба на све? Кој? Господин? Кој? Господин? Кој? Абе, господин Ташњаревиќ, бе, Сашо, овој Ташњаревиќ порано го имаше само на фудбал кога судијата судеше пенал што никој не го гледа, ама сега ги опфати сите судии, и од општински, и апелационен, преку врховен и уставен суд. И во управен суд го има. Абе, лом направи Ташњаревиќ, бе, никој ништо не му може. Се газат луѓе на пешачки, се силуваат и тепаат жени, се менува име на држава, се краде, се лаже, цвета урбана мафија, никој ништо не им може на криминалците. Погоди, зошто? Ја викам, зошто бе човек? Абе, затоа што другари ме господин Ташњаревиќ, бе, Сашо. Господинот се решава у корист на криминалот и ејдуците. Абе, тој Ташњаревиќ да не е србин, му викам, Србин да не е тој? Не бе, вика, каков србин, бе? Абе, во Скопје е познат као таков, ама го знаат и као Ташнари, Ташнарев, Ташнарковски, Ташнаридис, Ташнев и уште како не. А има, бе, му викам, тој нешто име, викам, вака, оригинал? Како не, бе, вика, име? Колку сакаш има имења, ко мексиканец е. Луј Витон, Мито, Корумпиранов, Рекетаров, Диаванта, Уплико, Ташњаревиќ. Викам, значи он е главен за све, бе. Па со кој се дружи, бе? Абе, викаа дека со премиери возел мотор, со доктори играл карти у Хонг-Конг, со министри јадел бурек у Триса Бајле, со зелени политичари местел тендери, со уставни судии мочал у ист писоар наречен Македонија, со тајкуни купувал плацови, со вратари делел кеш, со пратеници седел у бункер додека размислувале за европската иднина на земјава. Преј, му викам, тој Ташњаревиќ има ли, бе, викам, фамилија, Да му дам фамилијата, бе, тој бил чудо, бе. Има, вика, има, кај него у фамилија се троа станови, троа дуќани, нешто ситни деца има у Мерцедеси и БМВ-ња, ама има и неколку братучетки, мислам, актерки кои се здружени онака за снимање. А мислиш медицински сестри за плуќа снимање? Па не сега баш за плуќа, малку се подоле од плуќа, не знам, 2 педи подоле од плуќата. Ама пак е со тест за плуќа, се дува, се снима и после пациентот му се јавува на господинот Ташњаревиќ да му ја наполни торбата, нели? Нешто као Коледа, ама за плюс 18. И што да правиме сега? Има ли чаре за тој Ташњаревиќ? Има, вика другар, има чаре. Да се оцелиме сите во Шведска, во Данска, во Норвешка. Таму е ладно. Таму му е ладно уствари на него, тој не смее да дојде, затоа младиве сите таму си отидоа. Чекај, му викам, па нели ние сме северна, како кај нас вирее тој Ташњаревиќ ако е ладно? Вели, ние не сме на ладно како нив, ние сме само оладени у глаите. Ај, чао, отидов ја да се видам со него, син ми има испит за полагање на факултет. Зари ти, бе, сине, бруте, си викам со Ташњаревиќ, И си го фатив патот, да ви кажам, за Шведска. Бајден се јави, на вистина се јави, а он кога ќе се јави некому не е нарно. Прашајте ги палестинциве. Па сега и нам ни се јави да не останеме покуса од палестинците и вака ни порача. Не чепкајте тоа преспанскиот договор, кој го чепне, ко мене да ми брцнал во око, а мене кој ќе ми брцнат во око, исто ко да сте брцнале во окото на соебинетите американски држави. Од јас сум нивниот председател. Значи, кој го рчне преспанскиот договор, одма го ставам на црната листа и за него нема влез во САД, за него нема бизнис во САД, за него нема пари од САД, ни САД, ни у будуќе, што би рекле браќа Срби. А они па, овие Србиве, ептен знаат како е да си на црна листа, да ви кажам. Нив Клинтон им се јави на времето за Косово. Им рече, дајте го бе тоа Косово на нашиве измечари или ве тураме на тоа црната листа. А овие сиромашкиве Срби ко Срби, одма ги извадија тоа бицепсите да му ги покажат на Клинтон, ама нешто па многу не го импресионира, па овој ги замава со ракети и бомби со осиромашен ураниум и ги осиромаши уште толку. И ете, дојде време САД и нам да ни се закани со црни списоци. Оти видете, никогаш не е проблемот во САД. И никогаш не е важно дали на нивно чело е некој што се вика Бајден, Клинтон или Буш.
Важно е само дали си доволно глуп да им се измочаш во супата. Им се измочаш ли, одиш на црна листа и стануваш историја. Во нашиот случај те бришат и од историјата, заедно со целата твоја историја. Оти ние не сме Срби, па да претаме и да покажуваме бицепси, дури и кога сме слаби. Ние сме обезмудени, мекотели, ви се молам. Одма паѓаме у несвес кој ќе ни спомна црни списоци. Иако тој црн список на Бајден мене лично ништо не ме значи, зашто во САД до сега не сум бил, нешто не планирам ни да одам во овој живот, нели? Бизнис во САД немам, а пари од САД до САД, што би рекле браќа Срби, не сум ни побарал. Ама што е тука е? Секоја бесна глиста мора на црна листа. Оти според Бајден, ако го оспориш Преспанскиот договор си закана за мирот на Балканот, поново нели Западен Балкан. Исто си нафркал ако го оспориш и оној Охридскиот договор од 2001 година кога практично капитулираше Автономска Македонија. Нема играње со мирот на Балканот. Така миротворецот председател на САД ни прати моćна мировна порака на нам македонците. Сега, бидејќи он малку заборава во последно време поради староста, изгледа заборавил кој потпали 3 војни на тлото на бивша федеративна Југославија пред само 30 години. Заборавил дека миротворската политика на државата која сега ја води однесе 250.000 животи од 1991 година до 2001. Заборавил со кого се ортачеше неговата земја, кому му продаваше оружје и кого обучуваше за да ги потпали тие војни. Прво фрлија милиарди долари да го растурат однатре, нели, југословенскиот систем, една самостојна држава каква што беше Југославија, а потоа фрли милиарди долари за да се воспостави лажен, привиден и присилен мир во каков што живееме денес. Да се разбереме, немам ништо против американскиот народ, ама баш ништо, напротив, но имам против твојата политика, брате Бајден, политика на империалистички колонизаторски закани како да живееме во времето на Колумбо. Немој бе, брате Бајден, не е цивилизирано и во духот на американската демократија да му порачаш на еден мал понижен народ да седи мадро, да се однесува како нечи вазал, без да се бори да го врати своето достоинство кое му било одземено под уцена на некој сосед и со несебична помош на државата која ја водиш, како и од петата колона, која вие, брате Бајден, ја поставивте на власт. За Преспанскиот договор и оној од Охрид, кој ги спомнуваш, постојат оправдани сомнежи дека твојата земја и ги напишала, па ги даде само на потпишување, нели на домашниве вазали и квислинзи. Иако и двата договори се срамни за македонците, оној Преспанскиот е галиба посрамен дури од оној Версајскиот, со кој беа понижени германците во 1918 година. Зашто по Версајскиот договор германците сепак останаа германци, ама ние по Преспанскиот договор од македонци станавме северни трицртковци. Прагма е прагма, брате Бајден, и власт е власт, и сила Бога не моли, ама и чест е чест. Можеш да се заканиш, повеќето и ќе ги исплашиш, ама не можеш сите да ги замолкнеш. Не е се во прагмата, постојат и идеали, барем некаде, и се уште. Не можеш сите да ги убиеш, некои да ги запреташ со земја, пак ќе се појават како реките понорници, како пирејот, брате Бајден. И не заборавај, се раѓале големи империи па умирале. Сети се на Персија, сети се на Рим, сети се на Александар и античка Македонија. Брате Бајден, ти текнуе ли бе? Ти текнуе? Каде се сега тие? Животот, брате Бајден, е тркалце. Сега си горе, утре давеник во море. Па ти сега видиш што сакаше поетот да каже, нели? Етојат во македонската политика во изминативе 30 години. Иако врвот на комедијата и трагедијата на Македонија е Зоран Зоќезаев, ликовите кои во изминативе години се околу него се со посебна приказна и со посебни потреби. Имено, Зоќе очигледно не го поддржува ниту еден чист лик, нели нормален лик, со интегритет лик. И ако имаше некој таков, тие во првата година ќе се дистанцира од него. Мислам, воопшто нема ни да го приберат во свое друштво. Како, например, нели, министерот за финансии Тевдовски, например, тој не можеше, нели, да не играше, изгледа по нивните ноти и беше тргнат елегантно. Видовме важно со кого си имаме работа. И тргај се одма. Но еден од тие ликови беше и Мухамед Зекири, кумашинот на Зоќезаев во големата приказна Едно општество за сите. Веројатно, општество за сите, а парите само за нас. Метеорски успех на овој Мухи од некаков си новинар кој има завршено теологија, ама многу метеорски брзо се искачи, нели, над звезденото македонско политичко небо.
баш метеорски, со диплома за која медиумите пишуваа дека има нејасни датуми на студирање и одбрана, до председател на СДСМ стигна, иако тоа и не е некој успех, нели? До генерален секретар на влада стигна. Тука е више, тоа е веќе елита. Тама нели беше Рашковски, па еве го се ова, и Мухи, херој на борбата за урнесување на Македонија до ова дередже, но и чест гости на најавите во порталите за голем криминал во разни сфери, од мигранти до рекет. И се некако досега по сите помпезни најави успеваше да се извади од приказните како го стекнал својот огромен имот, своите джипови сметки за толку кратко време без бизнис, но додека е во дружба со кумот, и секогаш, и баш поради тоа што е во дружба со кумот. А кумот не е заебанција, нели? Кого пипне тој кумот како кралот Мида, кого пипна во злато го претвори, го збогати, го направи цар, крал. Таква моќ имаше Зоќе, те пипнали злато, те прави. Ви текнуе колку тајкуни создаде. Боки му беше другар, го направи богат. Рашко му беше другар, го направи богат. Го натовари ко Брод, Шилегов другар. Шилегов исто. Брод, Мухи другар. Еве го и тој ко траект се натоварил. Венко другар, Венко исто натоварен, товари тоа. Еден мој пријател што има кафана, деновија ми вели: Сашо, знаеш кога знам дека овие мојве конобари дебело ме крадат? А кафаната ми работи турбо, нели, викам кога? Па не може да издржат човечки тоа, до вчера немале ништо, а сега дошле на позиција, нели, цели овали да ставаат у джеп, па по некое време, добри коли на паркинг, брендирана гардероба, шетање ваму таму, гледам пушат скапи цигари, цвикери од 300 евра. Јасно ти е каде оди прометот 30-40% секоја вечер. А пошто владата е еден вид кафана во која не се знае никој пие кој плаќа, народот секојаш е тој што плаќа, еве овие довчерашниве конобари си вовеле само послужување. И тука гледаме сумите секојаш се вртат околу милионче, Рашко милионче, Муки милионче, тој пред нив милионче, само ние граѓаните куртонче. Овие масонче и милионче, ние саде куртонче. И по некој лубрикантче лево десно. А веројатно и кога ги набавиле тоа лубрикантите, паднало и тамо некој милионче. Така се краде, брат, у нашава кафана. Цели овали скара, морски специјалитети ги нема на сметките секоја вечер, а излегле од кујна. Принцип е исти, све со остало нијансе, велеше Балашевиќ. Абе викам, аџијава Мухи според наводите лапал изгледа кртина подолго време, ама сега шефот у кафанава изгледа не го добил својот дел, па решил да му мавне дисциплинска, а дисциплинска иде со 30 без кромит, нели, ова е ушутка, така? И тамо веројатно ќе има некој кромитче да проба генералниот секретар и одхранава на народот, која тој и тие како него буквално ни ја сервираат 5 години. Тоа е, шоуто мора да продолжи. Слушам за некој ден ке имало пак скара. Они 8% не доверува во судството додека не се качат на 50%, калето нема да здивне. А до тогаш бројката новонаселени во Шутка може драстично да се зголеми. Нели, ја тоа како аналитичар треба да го знам. И што да кажем на крај? Да, го знам.